Пријатели мои драги, ве поздравувам од нашето Телма студио. Ја издадов тајната, музичката тајна, велам на Марина денеска со мене во студиото. И вели сосема случајно кажав кој ќе биде нашиот музички хит или избор. Ама ете, добро, ова беше сериозна посвета за тебе, поточно бакнежи до тебе. Ќе биде едно убаво уживање и ќе се потсетиме можеби на концертот кој што го имаа момците Whitesnake пред 5 години. За мене можеби најдобриот концерт кој што бил случен, односно искреиран во Македонија. Апсолутно мислам дека секој артист доволно дал придонес за нашата сцена, меѓутоа Whitesnake јас си тоа како ќе го помнам. Така што да, со Whitesnake ќе се дружиме некаде во средината на ова денешно издание на Телма клуб. Вратница. Колко звучи ова име гордо, мило, узвишено. Вратница, преубава урбана населба, село или град. Многу често прашане на кое нема сигурен и точан одговор. Поиќе личи на градска, отколку на селска населба. Свеедно важно е што Вратница е убава како ниедно друго место. Така ќе му дојде почетокот на Вратничката енциклопедија. Ова гостување го договаравме последниве 2 седмици и драго ми е што ќе можеме да ја промовираме Вратничката енциклопедија, која што официјално мислам дека беше промовирана во текот на минатата година, ако не погрешив. Меѓутоа ќе имаме прилика за прв пат во нашето Телма клуб издание да се запознаеме со авторите, со коавторите и техничкиот уредник, поточно за создавањето на ова ново дело конкретно од нашиот книжевен свет и за едно од преубавите места во нашата земја, поточно за Вратница. Енциклопедија која што по азбучен ред се опфатени народни обичаи, јадења, изреки колку што имав прилика да дознам, пцости, настани, легенди, некои стари вратнички зборови и колку што ми информираа всушност тимот и пријателите кои што ќе ме дружат денеска, бога ми, вам на Телма, ми кажува дека целата вратничка енциклопедија, затоа така започнав, е пишувана во вратничкиот дијалект. Така што преку добриот авторски израз, а бога ми преку добра фотографија ќе ве однесеме и за создавањето малку како беше да се комплетира ова издание на енциклопедијата, Вратничката енциклопедија, и малку ќе се потсетиме конкретно на овој предел и убавините кои што ги има токму Вратница. Така што тоа е денешната тема која што ќе имаме прилика да ја споделиме со вас, и тоа со еден од авторите на Вратничката енциклопедија, тоа е господинот Стево Томовски и Живе Кировски, коавтор и технички уредник токму на Вратничката енциклопедија, а бога ми и ќе ве предизвикаме можеби да си ја набавите, да ја збогатите вашата домашна библиотека. Така што со нив ќе имаме прилика да се подружиме во овој денешен 10 март, а вториот дел на емисијата ќе припадне секако на колегата Јосиф Дамјанов. Оваа средат повторно пристигнува во некои своји 10 до 12 минути во својата рубрика прашања и одговори со Јосиф. Сега се обидам да го пронедам текстот и се надам дека ќе го пронедам. Нема да го пронедам бидејќи не сум го испринтал, меѓутоа го знам напамет. Станува збор за најновото издание, односно вака ќе кажам, новиот репертоар кој што започнува на 11 март во нашето градско кино Синеплекс, започнува и токму со нашиот македонски долгометражен филм Ефектот на среќата, The Happiness Effect. Оние кои што можеби не следевте во текот на вчерашниот ден, напоменав дека вчера, денес и утре, поточно и денешниот 10 и утрешниот 11 март, на едно од вас по 2 билети ќе доделиме токму за проекцијата. Меѓутоа, само што добив информација во текот на ноќта, така што вчерашниот господин кој што ни се јави, чинам дека може беше името Ивица, и оние кои што ќе бидат добитници во текот на денешното издание и утрешното, да знаете дека во наместо 20 часот, како што беше предвидено да се емитува долгометражниот филм во Синеплекс, токму проекцијата ќе се помести половина час порано поради полицискиот час кој што започнува денес и следниве 12 на денат. Така што наместо 20 часот во 19:30 на 11 март започнува конкретно и репертарот на прикажување на нашиот македонски долгометражен филм во режија на Боријан Зафировски со една одлична актерска екипа во потрагата по животните вредности или потрагата по среќата. 3076 677, првиот најбрз од вас кој што ќе ни се јави добива 2 билети, ние ќе го погледнеме трейлерот да видите на кој филм всушност ве праќаме, а бога ми и кој филм ќе имате прилика да го погледнете, кој официјално во 2019 го отвори тогаш 7-то издание на Cinedays. Се викам Леа Велевска. Докторите наскоро ќе ме прогласат за мртва. Јас не сум ниту човек, ниту дух, ниту море,
ниту месечина. Јас сум одразот во водата. Монгота. Велат кога умираш ти проаѓа цел живот пред очи. Мене ми проаѓаа само срекните мигови. Сите сеќавања ќе бидат избришани. Сите бакнежи, сите насмевки. Летата поминати со брат ми. Ке исчезнат мемории за кои не сум ни сигурна дека се реални. Урбана драма за барањето на смислата на животот и среќата, официјално премиерно прикажување со своји редовни проекции во градското кино Синеплекс од утре 11 март во 19 часот и 30 минути. Потсетувам уште еднаш, проекциите ќе се одвиваат половина час порано токму поради полицискиот час, така што сите оние кои што ќе бидете добитници ќе се подете половина час пред проекцијата. Кој денеска ќе имаме прилика или вака, ако не се лажам, би требало, колку што ми известија од режија, господја Цветанка да имаме веќе на линија. Добар ден. Добар ден. Господја Цветанка ми известија дека вие сте на телефон, се надевам дека добри сте ми. Супер со вас. Баш ми е драго. Не знам дали имавте прилика да малку дознаете повеќе за карактеристиките на филмскиот хит кој што официјално ќе се прикаже од утре. Знам која е глумицата. Други сознанија, според тоа што го кажавте, се работи за убав филм. Одлично, една убава универзална драма. Јас сега ќе откријам дека и пред точно година и половина имав прилика да ја погледнам пред премиерата. Навистина јас вчера исподелив, навистина ќе доживеете ризница до емоции. Така што колку часот, извини, 19 часот и 30 минути започнува филмот, така што во 19 часот поаѓате во градското кино Синеплекс со лична идентификација, ќе бидат пратени вашите генерали. Очекувам да ми кажете како сте поминале кога ќе се слушнеме во некоја следна прилика. Има услови, нели? Услови има таму. Да, се е регуларно според протоколите, не нели капацитетот максимален во кината, туку намален, меѓутоа да знаете дека ќе бидете безбедни. Се ќе биде супер. Ви благодарам, убав ден. Исто и вам ви благодарам и убаво уживање во филмот. Поздрав и до вас. Официјално ќе потсетам уште еднаш, во текот на утрешниот ден ќе се дружиме и со нашите пријатели од Анталог, ќе промовираме книги, ќе доделуваме книги, меѓутоа ќе доделиме повторни 2 билети на уште еден наш гледаш, поточно наш пријател кој што не следите секојдневно. Одиме сега со блок реклами, а потоа и говориме и ја најавуваме и ја презентираме вратничката енциклопедија. Уживање и денес, како што кажав, во вратничка енциклопедија веќе имам примерокот и го добив како подарок и навистина ќе ми биде драго да го имам токму во мојот дом. Енциклопедија и само што ми споделивте, нема да погрешам дека има документ од 1910 кој открива како започнало печалбарството. Навистина ќе имате прилика да се запознаете и со ретки фотографии, многу податоци. Сега, господин Живен, вие вчера ми рековте дека единствено изоставува буквата њ. Ако не се лажам, во тој дијалект, поточно вратничкиот дијалект, нели не се користи единствено таа буква. Меѓутоа ќе ми кажете малку повеќе, еве ќе потсетам и ќе се поправам, наместо 2020-та, 2019-та е нели промовирана вратничката енциклопедија со еден од авторите, јас ве представив, Стево Томовски и Живе Кировски во Телма клуб. Официјално добро ми дојдовте и благодарна што од Тетово допатувавте денес. Добро, ако ве гледаат денеска на Телма телевизија, може да ги поздравиме сите. Слободно кажете кога. Мала шега, не се секирате, се случува. Дали безбедно патувавте од Тетово? Да, во секој случај. Добре ве најдовме, да ве поздравиме вас и вашите гледачи. Ви благодарам. Еден голем поздрав од сите вратничани. Ој, баш ми е драго, баш ми е драго. Од вратница и надвор од вратница. И надвор од вратница. Вистина, сум слушнал. Меѓутоа денес, благодарение на фотографиите кои што ќе ги погледнеме, навистина ќе се потсетиме на една од најубавите можеби локации конкретно во Македонија. Сега да ве прашам, зошто баш ја создадовте вратничката енциклопедија? Досега немаше никако, да речеме, некакво богатство создадено за истото вака, да речеме, низ книжевен свет, господин Стево? И како потекна идејата? Не знам дека работевте со ваш колега и пријател? Ова енциклопедија ја работеме заеднички 4 години со господинот Душан Синадиновски во Америка, он е во Детройт.
едноставно за состојбата во која се наоѓа Вратница, Така? која ја живее македонската судбина. Се е помалку и на вистина се над Вратница надвиснати црни облаци. И таа тешка состојба не натера да ја напишеме оваа енциклопедија, да во неа вметнеме се што низ историјата, низ векови се случувало во Вратница. Настани легенди, имиња, јадења, пиена, анатеми, клетви, псовки, ама све што смо спознале, све што смо дознале, све е вметнато тука и вметнати си многу записи од патеписци што на времето престојувале во Вратница. И многу ни е драго што со господинот Душко, како автори, со живе и уште еден наш вратницанин Бошко Стојчевски, како коавтори, успеаме да едно вакво дело да направиме, да остане за навек, за генерациите што... Да, интересно е дека книгата, видите, 4 години се создавала и се надоврза со работата на вашиот пријател господин Душан Смединовски, кој започнал да ги собира, тоа прочитав како податок, топонимите за местото Вратница, така? Да. Така почнува всушност и Да. создавањето. Вратница е богата со топоними. Околу 200 топоними е. Вистина? Фактички, топонимите е историјата на Вратница. Од имињата на топонимите и на местата каде се лоцирани, може да се опише и да се дојде до историјата на Вратница. Имате ли податок од кога сигурно постои Вратница? Ако и дали е вметнато како податок сега? Вратница нема точен податок, меѓутоа Вратница постои од среден век. Вистина. Првата населба е местото Собор над река Вардар. Па како се ширела Вратница, како се развијала, се понагоре и понагоре се населувала, се доселувала и дојделе до оваа Вратница, сега кај што е лоцирана, една преубава населба, рековте село или град. Јас ќе речам село со градски белези. Значи, Вратница, сите улици се асфалтирани. Со водовод, 8 километри имаме водовод. Со канализација, со амбуланта, со стоматолошки ординации. Црква. Те имаме, да, тега ги гледаме фотографиите. Со стопански објекти, со основно училиште, со административна зграда, со се што е потребно за еден градски. Ако треба да издвоите некаков раритет за Вратница, тоа би било, да речеме, и тоа прочитав дека навистина било да чело на рами и разни војски во минатото, вака историски гледано Вратница. Добро, Вратничанецот, од книгава, кога све ќе се прочита, се добија ликот на Вратничанецот. Како мудар, трудолюбив, напатен, тврдокорен, меѓутоа бесмртен. За цел живот на постојање бил напаѓан, плачкосуван, тероризиран. И тоа ги издржал сите премрежија. И навистина ние, делешно, потомци сме горди на нашите прадедовци. Јасно, предците, да. Може да замислите ако денеска Вратница се посмatra од птичја перспектива. Просто е неверојатно како се малата улиците направени. Па денеска и најголемите урбанисти со модерна технологија така не би направиле. А нашите прадедовци сигурно со камен ја цртале на Говорите за една убава природна инфраструктура која што си има самото место. За неверување како нашиот прадедо ја создал Вратница. И ние, потомците, сме горди. До скоро време, навистина, јас не знаев за вакви интересни податоци, меѓутоа, речи си бил непознат податокот дека вратничани во Втората светска војна спасиле и американски пилоти. Господин Живе, така? Да, Вратница е предизвик за истражување. И интересна е поврзаноста со Соединените американски држави Вратница. Да. Значи, конкретно Вратница со Соединетите американски држави ја врзуваат многу работи. Значи, од
нашите селеници кои се во голем број, поготово во Детройт, значи само по маршка линија има околу 2,5 до 3.000 вратничани што живеат и што работат во Детройт. Како печалбари, така? Па не би ги нарекол веќе како печалбари, сега веќе како селеници, така, како и селеници. Значи, уште од тој период вратници ја врзуваат за Соединетите Американски држави многу нешта и едно од приказните што ја зацврстува таа врска е приказната со паднатиот авион за време на Втората светска војна. Конкретно, значи на 26 август 1944 година американски бомбардер Б-24 се урнал на падините на Шар планина над Вратница. Тоа е едно стрмно, непристапно место и во таа прилика од 9 члена на екипажот, тројца се спасиле, 6 члена на екипажот се погинати на лице место. При падот на авионот, кој со падобран, нели, па се во тие услови се, да речем, со падобран се обеsil на дрво и така натаму. И вратничани во тој момент, во тие услови на окупација, на воени услови, практично ги ставиле своите животи на коцка и први пристапиле кон спасување на екипажот од авионот. Значи, они екипажот им помогнале да се симнат во селото, за жал потоа бугарската војска ги презела, а на загинатите 6 членови на екипажот ги погребала на селските гробишта долу во Вратница. Значи ги симнале од високите падини на Шар планина, ги симнале во село и ги погребале на гробиштата во селото, така да се уште постојат како локација? После Втората светска војна, преку амбасадата на САД во Белград, ги ексхумирале телата на загинатите пилоти и ги однеле во Америка. Ги пренеле повторно. Меѓутоа и после Втората светска војна, членови на нивните семејства во неколку наврати доаѓаат во Вратница да видат на кое место се погинале нивните најблиски. И како резултат на таа блискост помеѓу конкретно Вратница, зборам и Соединетите Американски држави. И ова несреќа меѓу другото, нели, во тој период? И таа несреќа послужи за зближување на Вратница за зближување на Вратница. Вратници има некој посебен статус, може слободно да речам, во очите на американската амбасада. И ќе ве прашав дали е сериозно така, да речем, така е. Станува ли се популарна, можеби, нели, со текот на времето? И ние во, да речем, во изминатиот период имаме соработка, имаме неколку проекти со американската амбасада, меѓу другото, значи во Вратница на селските гробишта е изграден споменик во чест на овој настан, нели, што се случил за време на Втората светска војна. И секоја година Сдруженијето на жители на Вратница заедно со американската амбасада организираме меморијален марш, планинарски марш од Вратница до местото на падот на авионот. Обележана е патеката, местата се таму обележани, има поставено информативни таблои на неколку места. Значи тоа е датум и ден во кој што се чествуваат? Да, значи официјално 26 август, меѓутоа, нели, обично се води сметка да биде тоа преку викенд, кога може да се соберат повеќе не само жителите на Вратница. Значи тука учествуваат, еве може да видите и по сликите што беа, еве годинава беше и американската амбасадорка присутна, нормално во овие услови сега на пандемија. Јасно, да. Целата таа организација беше прилагодена према протоколите што се неопходни. Значи на гробиштата една интересна работа, значи еден до друг постојат два споменика. Еден споменик на нашите борци, во чест на Шарпланинскиот партизански одред и на борците што се загинати од Шарпланинскиот партизански одред, и до него е споменикот во чест на паднатиот американски авион. И позади спомениците се поставени знамиња, македонско знаме и американско знаме, и кога го чествуваме настанот, значи оддаваме почит и на борците од Шарпланинскиот партизански одред и на да речам борците кои нели загинале од паднатиот американски авион, така да
заеднички учествуваме овој настан. Како податок сето тоа постои во енциклопедијата, така? Постои и во енциклопедијата. Ние во меѓувреме после енциклопедијата еве направиме еден, пошто Вратница од ден на ден станува се по посетена дестинација. За време на викенди, поготово пролет, лето, нели? Локацијски како ќе му даде колку километри од Тетово? 20 км. 20 километри. Да, на 22 километри од Тетово во самото подножје на Љуботен. Има добра планинарска рута. Има неколку добри планинарски рути што вреди, што треба да се посетат. Колку, да речеме, се уште има мештани или луѓе кои што си функционираат во самата Вратница, баш може да забележиме дека има и викенд убави куклички и така на изданија? Постојани жители околу 300 отприлика плюс минус, нели, менлива е бројката. Меѓутоа од ден на ден Вратница станува се поатрактивна дестинација затоа што се случува нешто во последно време што до пред извесен период не беше присутно. Буквално секојдневно доаѓаат луѓе и прашуваат за заинтересирани се да купат имот, нели, да направат куќа, викенд куќа и така натаму. Добро тоа импланира, тоа е убава работа, мислам сепак да не се узурпирани или затоа што Вратница како што рече Стево ги има сите оние благодети, значи што за едно нормално урбано живење. На 20 минути од Тетово, возење по убав асфалтен пат на 1 сат од центарот на Скопје. Ако ме прашате веќе за урбаното живење во Скопје, јас би се подзамислил и Бога ми би отишел на ваква локација протекна време. Мислам дека сите ќе го делиме во слично мислење. Па мислам дека станува од ден на ден станува се поактуелно ова живење, нели, на периферија, не во град. Надвор од метежот да се успокоите со природата. Многу ме интересира сега во овие 280 страници на Вратничката енциклопедија. Не знам како податок. Ја нема како буква. И напишане, господин Стево, баш на вратничкиот дијалект. Зашто се одлучивте целосно да има, да речеме, или да биде навезана можеби нели низ вратничкиот дијалект, бидејќи нели па интересно можеби да се артикулира на тој начин за оние кои што може сака да се запознаат малку повеќе. Добро. Целото богатство на оваа книга е што е на вратнички дијалект, на вратнички говор. 2012 година Институтот за македонски јазик начело со професорката Веселинка Лабровска со екипа создаваат книга Вратничко-полошки говор духовна ризница. Ние сме горди на таа книга, на професорите што работаа и побаране на живе, а и така и си замислеме ќе ја напишеме на вратнички дијалект. Затоа што од почеток до крај. Да. Нашите вратничани што се во Америка и секаде по светот, повеќе го знаат вратничкиот дијалект него македонскиот јазик. Навистина. Да, вистина. За да ги вметнете некои од бројните податоци и фотографии, освен да речеме вие како еден тим од 4 пријатели, ви беа потребни можеби истражување некакви архиви, да речеме фотографии, можеби од некои што велите предци, па и некои постојни жители во Вратница за да извлечете можеби материјал за да се создадат 280 страници. На крајот на енциклопедијата се дадени материјали што се користени. А така? И благодарност до истите, така? Све што сме со душкото и со живете, све што сме нашли, што сте спознали, што сме дознале за Вратница, све е вметнато во енциклопедијата. Да остане траен спомен. И да не заборавам, се не знам али беше тоа што ми го кажавте зад камерите. Во книгата е наведено дека Геро Антов бил првиот вратничанец кој што заминал во Америка, а во документот за престој стои дека дошол од Македонија. Да. Првиот вратничан... Овој податок од каде доаѓа? Тоа го имате во книгата, тоа е документирано од неговата дозвола за престој на времето 905 му го даде Имиграцијното биро на Америка. И од тогаш почнува. Прво ги носи неговите браќа, пароднини и така. Да, еве сега ќе го прикажеме. Ова е документот официјален, така? Званично од еве. Бирото за емиграција на Америка. Антов, првиот вратничанец кој што заминал во Америка, Геро Антов. Да, еве го документот. Тогаш немало презимина. Презимиње, да баш забележав дека нема презиме, да. И во турските пописи од 14 и 15 век за Вратница нема презимина, него името и татково име. Така стои. Интересно.
Интересно. Велите ова е доволна провокација можеби сега нели и дополнително за и соседството и за нас, меѓутоа среќни ли сте на каков начин можеби се одвиваат активностите и можеби не тоа узурпирање на таа, за жал ќе се изразам така, како едно урбана мафија која што секаде сака да облагодери. Дали се заштитува автентичноста и понатаму на Вратница, барем низ ваша призма, дали сте задоволни за сега и кој е можеби начинот на кој што вие во иднина би сакале да ја представите можеби како една убава туристичка дестинација од овој дел на Македонија? Па може да ви кажам дека сме ние доста крути во тој поглед, значи не дозволуваме. Во случај мора да имаме ригиден став малку, така? Да, така. Значи низ историјата вратничани не дозволиле ниеден да дојде од страна и да манипулира со нашето богатство што го имаме, со нашата природа, со географското подрачје, така. Така и нашава генерација сега, значи тоа е наследна особина, претпоставам, нема да дозволиме некој да дојде од страна и да не го наруши тој мир, таа убавина, таа природа со која што располагаме, таа чистота. Кај нас може дозволувате секој да ужива во истото. Не дозволуваме, точно. Да ужива може. Така е. Значи, кај нас може слободно од сабајле, од раните утрински часови да пуштите и најмало дете само да се шета до касните вечерни часови, воопшто да не се грижите дека нешто ќе му се случи на тоа дете. Значи, тој мир, таа слобода што имаме таму, ние се трудиме да ја зачуваме во секој случај. Супер. Значи, нас ние, да, важно ни е да Вратница се развива и да се гради и така натаму, меѓутоа не по секоја цена. Супер. Само да прашам за крај, сте во комуникација со Душан? Да, редовно сме во комуникација. Сега од книга припремаме едно сценарио за филм за драма Вратничка крвава свадба. Вистина? Да. Кога ќе биде готово, ќе Добро, ќе кажете за кастингот, па да најавиме за главните улоги. Ви благодарам многу. Само каде може да се набави уште еднаш книгата, односно Вратничката енциклопедија? Ја може да кажам, случајно работам во издаваштвото, во печатница. И тоа е, да речем, дело на нашата печатница. И првиот тираж пламна за една вечер. На самата промоција, на самиот ден на промоција, првиот тираж беше распродаден. Имаше доста луѓе дојдено од Америка, нели промоцијата беше во тој период, во летниот период, кога имаше доста луѓе дојдено од Америка и буквално целиот тираж се распродаде за еден вечер. Ретко morаше преку врски да се бара за да се добие книга и после тоа е отпечатен и нов тираж. И дел од тиражот е пратен и во Америка. Дел од тиражот е останат овде и има уште многу малку уште многу малку книги има за продажба и тие се подарени на црквата Света Петка во Вратница и таму може единствено да се набави. Меѓутоа уште многу мала количина. Јасно. И ова све што е продадено све за црквата. Јасно. Одлично. Ви благодараме. Еден од примероците со задоволство ќе имам и јас и како ќе ме потсетува на ново гостување. Ви благодарам уште еднаш. Очекуваме новитети околу Вратничката крвава свадба ќе му даде. Наскоро. Одлично. Ви благодариме за присуството. Во секој време. Да, ви благодарам и вам. Пријатен пат, обавезно, за убави работи. Раскажуваме приказни понатаму во Телма клуб. Јосиф Дамјанов веќе ве очекува со новата епизода Прашање одговори со Јосиф. Марина и за сите оние кои што сакаат да уживаат со Whitesnake, далечната 1987. Here I go again. Добар ден, добро дојдовте во уште едно ново издание на рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Да ви се извинам за тоа што минатата недела немавме во стандарден термин во среда и воопшто не се појавив поради заплет со мојата агенда и распоред, но еве ме назад пак. Стандардно за оние кои што можеби прв пат се среќавате со мене, во прашање и одговори темите кои што ги обработуваме се најчесто исхрана,
активен животен стил и се што значи комплетна добросостојба на телото, ухот, на духот и умот. Доколку сакате да ми поставите прашање и да ви дадам одговор на темата или дилемата за која што е прашањето, може тоа да го правите на социјалните мрежи. Ask Јосиф е моето корисничко име. Инстаграм е профилот на кој што најмногу комуницираме, но се разбира дали ќе биде Facebook, TikTok или па директна порака, имейл, како и да е. Битно е да го поставите прашањето, така да ваш нека биде изборот како ќе и на која платформа тоа ќе биде. За денеска стандардно, доколку не стигнам со сите прашања кои што ги имам спремно, ќе продолжам следна среда. Првото од нив доаѓа од Марина и вели: постои ли најдобро време за кафе во денот? Марина, постои. Ако ја гледаме приказката на науката, прво е важно да знаеш дека во нашето тело функционира еден часовник и тој циркаден ритам на телото е поврзан со земјината ротација, односно изгревање на сонце, заоѓање на сонце и слично. И најчесто хормоните во нашето тело кои што се сигналниот механизам го следат тој циркаден систем. Тоа значи дека поврзано со кафето се ориентираат научниците и докторите според нивоата на кортизол, кои што ги имаме во нашето тело. Има 3 пикови, односно најголеми нивоа на кортизол во текот на денот, и ова важи за луѓе кои што го почитуваат тој циркаден ритам, затоа што многу од помладата популација можеби има поразличен ритам на живење. Тоа значи дека можеби станува 12 или 1 на пладне, кога сонцето е некаде можеби на пола пат да зајде, а во зимски денови веќе полека можеби заоѓа. Но како и да е, генерално ако зборуваме, пиковите на кортизол се помеѓу 8 и 9 наутро. Практично и тоа е нештото што ќе не разбуди доколку немаме наместено аларм. Следниот пик е некаде после 4 часа, 12 до 1, и третиот пик на кортизолот е некаде помеѓу 5 и 6. Препораката е дека најдоброто време за кафе е надвор од тие пикови, односно кога веќе има пат на нивоата на кортизол, затоа што би било добро тогаш да си дадеш некаков буст на менталната будност, на енергијата, за да бидеш попродуктивен, односно попродуктивна во денот. Затоа ете како најдобро време за кафе можеби ќе биде помеѓу 9, односно 10 и 12, помеѓу 2 часоти, 5 часоти некаде, ако не ти прави кафето проблем за да не спиеш, можеш и некаде после 6. Но секако, ова е доколку се почитува тој циркаден ритам, но многу луѓе го немаат тој ритам на будење и на легнување, затоа кафето можеби и го избираат во оние моменти кога осеќаат пат на енергијата. Следно прашање доаѓа од Марко и вели: дали високопротеинска диета е добар избор? Марко, добар избор како начин на живот не сум сигурен, затоа што високопротеинска диета, било каква диета која што има големи количини и внесови на одредени макронутриенти или микронутриенти, на долг рок дефинитивно ќе ти направи проблем, затоа што ништо во телото не е добро да биде во големи количини. Ако можеби имаш надпреварувачки цели во фитнес, во некакви спортови или си амбициозен да го донесеш телото во некаква форма, високопротеинска диета има некаква логика, но исклучиво ќе ја направи разликата доколку имаш физичка активност која што вклучува тежински тренинзи. И има научна студија за која што е најдов, што зборува на оваа тема и изборува токму за тоа дека ако имаш физичка активност во периодите на високопротеинска диета, тогаш ќе имаш резултати. Али ако имаш високопротеинска диета без да имаш физичка активност, нема да се случат никакви големи промени во обезмастување на телото, односно намалување на килограми, и многу луѓе практикуваат дали хај протеин, односно високопротеински, ниско јаглехидратни диети, се со цел да ослабнат. Но пак ќе ти кажам, најдобрата стратегија за ослабнување е да не се здебелиш, така да практикувај ако имаш некои високи спортски цели, но не гледам причина зошто да
ти стане начин на живот и напротив, дури после 35-та и 40-та година е ризично да имаш високопротеинска диета, затоа што телото, и за ова постои наука, не успева да постигнува таква регенерација како кај помлад човек и практично ти со додавање на многу повеќе протеин од тоа што телото има потреба, додаваш жар и потенцијал за некаков воспалителен процес, односно за мутирање на клетките кои што може да преминат во некои опасни ситуации. Затоа се би требало да биде во баланс и протеини, и јаглехидрати, и масти, а не да одиш во екстремно високи внесови на било какви нутриенти. Следно прашање доаѓа од Ивана Бубало 1 и вели дали е опасно и што да превземам за низок холестерол. Ивана, низок холестерол генерално во денешни услови е предност, затоа што повеќето на популацијата се мачи со висок холестерол и тоа е сериозен ризик за кардиоваскуларно здравје. Практично и најголемиот дел од луѓето кои што можеби имаат смртни последици со мозочни удари, инфаркти, не знам, или ситуации како замастен црн дроб, се најчесто и многу тесно поврзани со висок холестерол. Низок холестерол, значи доколку е, ако сметаш дека е на сама граница, не треба воопшто да се плашиш. Доколку на вистина е веќе близу до нула, тогаш треба да се консултираш со лекар, затоа што на телевизија и на Инстаграм нема да си го најдеш одговорот и можеби се работи за некаква состојба која што треба да се третира соодветно. Ризиците поврзани со низок холестерол, иако се помали од оние со висок холестерол, сепак постојат и најчесто луѓе со низок холестерол, помалку од тие референтни вредности, може да имаат проблеми со анксиозност и депресија, затоа што холестеролот учествува во создавање на доста хормони и на витамин D. А кога нема доволно создавање на витамин D, има проблем мозокот. Односно, тоа се нуспојавите и последиците кога нема доволно витамин D. Од друга страна, иако е се уште премногу рано, затоа што тоа се некои научни претпоставки во зачеток, нема конкретни клинички испитувања, но постои логика дека многу низок холестерол се поврзува со голем потенцијал за канцерогени заболувања. Затоа и овде и на сите мрежи и медиуми кај што сум активен и зборувам за исхрана, зборувам за баланс. Не треба ништо да биде премногу, не треба ништо да биде премалку и треба секој од нас да си најде некоја средина на начин на живот кај што ќе му ги задоволува сите потреби хранливи и енергетски на нашето тело. Така да претпоставувам за денеска и ова ќе биде последното прашање, затоа што не гази време, така не гази време? Не гази време. Ќе се видиме следната среда. Остануваат прашањата кои што не успеавме да ги допреме денеска. Се разбира прашања и одговори. Продолжува и на социјалните мрежи. Јаски Јосиф е моето корисничко име на кое што може да ме најдете на Инстаграм. До тогаш ви посакувам добро расположение, здрави животни навики и се гледаме следна среда. Чао, чао.